Последните половина час, според извори од претеничката група на власта, се очекува одлуката за распишување на референдумот, која што ги содржи сите детали околу референдумот, односно дека тој ќе биде консултативен, дека ќе се одржи на 30 септември оваа година, и референдумското прашање дали сте за Европската унија и НАТО со поддршка на договорот помеѓу Македонија и Грција ќе влезе и официјално во собранието, пошто ќе почне и процедурата и пошто се очекува собранискиот спикер да ја закаже собранието седница. До сега, според истите извори, се чекаше до последен момент, се правеа напори за опозицијата и власта да се договорат, односно мнозинството да добие поддршка од опозицијата за референдумското прашање и за одлуката за распишување на референдум, но тоа не се случи. Генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Игор Јанушев пред малку на пресконференција порача дека власта прави насилие во собранието и дека прашањето е манипулативно и дека ВМРО-ДПМН нема намера да даде поддршка на манипулативно прашање со кое што, како што рече, се крши и законот за референдум. Јанушев вели претеничката група на ВМРО-ДПМН ќе учествува на собраниската седница и ќе ги вкрсти аргументите со власта зошто треба оваа одлука да се повлече и власта да не ја гласа денеска. Токму тоа Јанушев го побара од мнозинството уште пред да биде закажана седницата да се откаже од одлуката за распишување на референдум. За повеќе детали да ја чуеме изјавата на генералниот секретар на ВМРО-ДПМН. Ова е најдобриот доказ дека власта е исплашена, бидејќи договорот не поминува ки народот. Народот е против, целиот договор и капитулацијата која постигнаа ЗАЕВ се едно, а прашањето за членство во НАТО и ЕО сосема друго. СДСМ сака да изигра волјата на народот и преку кршење на закони сака на сила да протне договор кој капитулација, нечесно поврзувајќи го со членството во НАТО и ЕУ, што пак е заедничка цел на сите. Барам итно да се откаже парламентарното мнозинство од ваквото насилничко однесување. Јанушев не одговори конкретно дали доколку мнозинството до крајот на денот ја изгласа оваа одлука, ВМРО-ДПМН ќе повика на бојкот на референдумот кој што треба да се одржи на 30 септември. Вели дека партијата и партиските органи дополнително ќе носат такви одлуки и одби конкретно да одговори на тој став. Немаше одговор ни дали значи тоа дека ако нема став за бојкот, дали можеби партијата е наклонета кон тоа да ги остави граѓаните самостојно да решат дали ќе гласаат на референдум или пак сепак на крајот ќе повика нивните гласачи и поддржувачи да излезат и да го кажат својот став за договорот помеѓу Македонија и Грција. Токму на тоа се надава и премиерот Заев, кој што е оптимист дека референдумот ќе успее. Да слушнеме тука изјавата на премиерот Зоран Заев. 30 септември е таргетираниот датум за одржување на референдумот. Тоа што јас го знам, дека процедурите се отпочнати во собранието, веројатно денеска собранието ќе информира. Она кое што сум информиран во консултација со пратеничката група на СДС, ДУИ и сите други пратенички групи и пратеници од мнозинството. Огромно мнозинството на пратеници кои што својот подпис за отпочнување на иницијативата за распишување на референдум. Знам дека прашањето е тоа кое што го објавивме, дали сте за членство во Европската унија и НАТО преку поддршка на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Знам дека референдумот ќе биде консултативен и уште една само ја користам приликата опозицијата на вистина да се вклучи, да повика на гласање за да можат граѓаните да излезат масовно и да го кажат својот глас. Знаете дека ова е историска одлука, не само заради тоа што е референдумска одлука, заради тоа што преку таа одлука се дефинира еднината на нашата Република Македонија. Од тој аспект сите сме должни како чинители во оваа општество, како луѓе кои што не поставиле граѓаните таму каде што сме, да овозможиме максимални услови за доволно да биде мотивиран нашиот народ да излезе да гласа и да даде секако поддршка за конечно овие 27 годишни аспирации на нашата земја, а тоа членството во НАТО и во Европската унија да го заокружиме. И јас сум убеден дека сме на вистинскиот пат и знам дека ќе успееме. Слободанка, заедно со одлуката за распишување на референдум, власта до собранието ќе поднесе и одлука за пренамена на средства со цел да се обезбедат пари за организација и спроведување на референдумот. За да помине одлуката потребно е апсолутно мнозинство, односно 61 пратеник да гласаат за. Тоа се број на гласови кои што власта без проблем ги има.